На дното од визба од една зграда во Париз во стар куфер се криело вистинско богатство, повеќе од 500.000 евра. Откриени се во понеделникот од страна на жена која што сакала да го продаде својот стан. Куферот, според пишувањето на Паризиен, можно е да бил поврзан со случај на перење пари. Отворена истрага за пренаоѓање на неговиот сопственик. Нашиот став кон животинскиот свет се смени, изјави вчера министерката за животна средина на Франција Барбара Помпили, најавувајќи забрана за одгледување животни за крзно и чување на делфини и китови во заложништво во аквапарковите. Водечките групи за заштита на животни го поздравија овој потек како историска победа. Министерката не го прецизираше точниот датум на започнување на новите мерки, но рече дека тие ќе бидат спроведени во следните години. Утврдувањето на точниот датум не ги решава сите проблеми, рече таа пред новинарите. По спроведувањето на новите мерки, во патувачките циркузи повеќе нема да има мечки, тигрови, лавови, слонови и други диви животни, но властите соопштија дека правилата нема да важат за зоолошките градини. Чешката влада донесе одлука за прогласување на вонредна состојба, што ќе стапи во сила од понеделник и воведе мерки што вклучуваат ограничување на собири, како и забрана за музички настани во борба против новиот бран на коронавирусот. Државата со популација од 10,7 милиони жители овој месец забележа над 43.000 заразени случаи со COVID-19 и пораст на бројот на починати за 50%, што представува втор најголем европски пораст на инфицирани по Шпанија. Затоа министерот за здравство најави заострување на мерките што ќе траат 2 недели. Во земјата ќе бидат ограничени собирите во затворено до 10 луѓе, а на отворено максимум 20. Спортските надпревари ќе продолжат, но без публика. Средните училишта во покрајините во поголем ризик од понеделник ќе почнат со настава од далечина, а ќе им се придружат и универзитетите.